Европа ја пропушти својата шанса да го запре третиот бран на епидемијата со коронавирусот пред да излезе од контрола. Сега плаќа висока цена за тоа со наметнати нови блокади низ целиот континент. Вчера вечер Франција објави нови ограничувања на 16 региони, вклучително и Париз и Ница, иако председателот Емануел Макрон одби да ја повтори националната блокада, бидејќи случаите се зголемуваат. Во понеделникот големи делови на Италија, вклучувајќи ги градовите Рим и Милано, повторно влегува во строга блокада, додека во Шпанија сите региони, освен Мадрид, одлучија да го ограничат патувањето за време на престојните великденски празници. Германската престолнина Берлин го запре и планираното олеснување на заклучувањето, цитирајќи го зголемениот број на случаи COVID-19. Критичарите велат дека новите ограничувања дошле предоцна и дека тековните проблеми на Европа може да се најдат до политичарите премногу желни да започнат со олеснување. Администрацијата на Бајден ги финализира плановите за испраќање на милиони дози на вакцини од AstraZeneca против COVID-19, кои се складирани и чекаат одобрение за официјална употреба во САД преку границата со Мексико и Канада. Ова го соопшти прессекретарот на Белата куќа. Можам да потврдам дека имаме на располагање 7 милиони дози на AstraZeneca, рече Псаки на брифингот за печатот во Белата куќа вчера. За 2,5 милиони од нив се работи на финализирање на плановите за позајмување на Унија во Мексико и 1,5 милион во Канада, додаде таа. Председателот Џо Бајден може да го објави договорот по финализирањето, што се очекува тоа да биде денеска, дознава CNN. Додека пак во вторникот министерот за надворешни работи на Мексико рече дека најавата може да дојде до крајот на оваа недела. Регулаторот на лековите на Европската Унија заклучи дека вакцината Оксфорд AstraZeneca против COVID-19 е безбедна за употреба, откако неколку земји на Европската Унија го прекинаа ширењето по извештаите дека може да бидат поврзани со згручување на крвта. Извршниот директор на Европската агенција за лекови ЕМА, Емер Кук, рече дека агенцијата дошла до јасен заклучок дека ова е безбедна и ефикасна вакцина. Кук рече дека групата не открила дека вакцината предизвикува згручување, но не може да се исклучи конечно поврзаноста со ретко нарушување на коагулацијата на крвта, од кои се пријавени 7 смртни случаи од дадени неколку милиони дози. Таа рече дека придобивките од употребата на вакцината го надминуваат ризикот. Комитетот заклучи дека вакцината не е поврзана со зголемување на вкупниот ризик на ведени настани или пак згручување на крвта, дополни Кук.